студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Најмалку двајца бизнисмени се приведени вчера попладне во акција на МВР јавното обвинителство за гонење организиран криминал за набавки на мазут со сомнителен квалитет. Радко Капушевски, собственик на компанијата РКМ, која со мазот ја снабдуваше државата за време на енергетската криза, и собственикот на Пуцко Петро Асмир Јаховски, кој е син на пратеникот и поранешен градоначалник на Пласница Исмаил Јаховски. Според засега неофицијални информации, разоткриена е мрежа на увозници кои противзаконски испорачувале мазут со сомнително потекло и квалитет. Мазутот имал високо ниво на сулфур и тешки метали, што може да доведе до сериозно загадување на воздухот и почвата, како и здравјето на луѓето. Исто така, според неофицијални информации, оштетен е и буџетот на државата за околу 10 милиарди денари, кои биле испумпани преку фиктивни договори за позајмици и посреднички услуги за испорака на сомнителни горива. Одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција при БЈБ и МВР во координација со ОЈО-ГОК по наредба на судија на претходна постапка врши претреси на локации во Скопје и низ државата во врска со сторени кривични дела поврзани со сомнителни набавки на деривати, штета од големи размери за буџетот на државата и штета врз здравјето на луѓето, се вели во соопштението на МВР. Повеќе информации се очекуваат во текот на денешниот ден. Опозицијската СДСМ застанува во одбрана на судскиот совет и покрај критиките на јавноста за неговата работа. Партијата на Филипче денеска ќе дебатира, но нема да учествува во гласањето по интерпелациите на 5 члена на советот. За опозицијата гласањето за доверба на членовите што ги избрал парламентот е упад на извршната власт и напад во уставниот поредок. Од власта пак вела дека партијата на Филипче намерно ги штити судиите и обвинителите за да се избегне одговорност и да се спречи нивна казна за неправилностите и корупцијата. Од тоа му обвинуваат дека токму СДСМ инсталира своји кадри во судството додека била на власт и затоа довербата во него е само 2%. Ако судскиот совет биде срушен на ваков начин, следни ќе бидат судиите што не се по волја на власта. Потоа ќе следуваат и нарачани пресуди, како што впрочем сме гледале и во минатото. Исто така, ако обвинителот биде сменет на ваков начин, без почитување на законите, следни ќе бидат сите што не му се по волја и нема да може, сите оние што нема да сакаат да работат по инструкциите на Мицковски. И токму затоа брзаат, и токму затоа тие го игнорираат законот, меѓутоа токму затоа и СДСМ никогаш нема да го поддржи ова насилно уништување на правната држава и особено на уставниот поредок. Како председател на судскиот совет беше Весна Дамева, која како член на партиска комисија на СДС активно го спроведуваше политичкиот и криминален интерес на својата партија. Дамева не само што ги поттикнувала, туку и ги организирала незаконските дејства за да ги исполнува нарачките од тогашниот премиер Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче. Пред Весна Дамева, како заменик председател на судскиот совет беше Наке Георгиев, кој важеше за десна рака на Зоран Заев и Венко Филипче. Георгиев е познат по неговата вмешаност во криминални активности, а неговото признавање за примање мито за да влијае врз судиите и обвинителите само ја потврдува влошената состојба во судството. Петмината членови на судски совет за кои се бара интерпелација не се произнесува дали ќе присуствуваат на денешната седница на собранието. Поранешната председателка Весна Дамева вели дека се двоуми, но доколку реши да оди оттаму, јавноста ќе слушне за незините ставови. Во исто време и судски совет има закажана седница, но според председателот на советот, тоа не е алиби за членовите да не одат во парламентот. Не ни знаевме кога се закажуваше дека ќе биде точно на таа дата и собраниската седница. Нашава седница воопшто не пречка таа да биде одржана и обратно, собраниската пак да биде пречка нашава да се одржи. Доколку некој од колегите изрази желба да отиде таму и да даде изјава, ние тука ќе прекинеме седницата и ќе го чекаме колегата да се врати. Значи нема да има никаква пречка ни во собрание, ниту во судскиот совет. Очекувате ли и оставки? Не знам, значи тоа е личен чин, индивидуална одлука е, не можам јас ниту очекувам, ниту не очекувам, не знам како ќе се одлучат колеги. Остана уште тест за интегритет и психолошкиот тест. Тоа не успеа да го направат, а предпоставувам бидејќи имавме
повеќе од 70 кандидати од академија кои што исто така се тестира и претпоставувам тоа беше причината што повеќе се даде приоритет таму бидејќи беа многу кандидати и тука се пролонгира. Меѓутоа за брзо време ќе биде изборот. Што се очекува да се случи по евентуално изгласаната интерпелација за петемина членови на Судскиот совет избрани од парламентот беше едно од прашањата за подпредседателот на Собранието и пратеник на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски. Овие 5 членови избрани од Собранието во изминатиот период цениме дека секој поединочно дадоа за жал негативен придонес со одредени несовесни постапки да се деградира влијанието, улогата и репутацијата на Судскиот совет, а со самото тоа да падне и угледот на целото правосудство. И сметам и очекувам дека утре ќе им биде изгласана интерпелација, односно недоверба, со многу поголемо мнозинство од тоа што бевме подпишани 67 пратеници на иницијативата за интерпелација. Што очекувам понатаму? Секој оној на кого што му е изгласана недоверба од органот кој што го избрал, после изгласувањето на таквата недоверба, без разлика дали е член на Судски совет или е министер во владата, нема легитимитет да носи други сериозни и важни одлуки во телото каде што веќе не ужива доверба. И затоа сметам дека ќе биде најдемократски од секој оној член на Судскиот совет на кого му е изгласана интерпелација да си поднесе оставка како чин на зрелост и на политичка и демократска одговорност. Кога не уживате доверба од Собранието кое ве бира, тогаш немате ни демократски легитимитет да одлучувате во Судскиот совет. Се надевам дека членовите на кои што ќе им биде изгласана интерпелација ќе имаат таква демократска зрелост да си поднесат оставки. Сопругот на државната секретарка во Министерството за дигитална трансформација Гордана Клинчарова добил 2 тендера во истото министерство во вредност од околу 50.000 евра, што според опозицијската СДСМ отвара сериозни прашања за можен конфликт на интереси. Министерот за дигитална трансформација ги отфрла обвинувањата на тендерот учествувала само една фирма. Токму она на сопругот на Клинчарова, но ги исполнила сите законски услови, а Министерството заштедило од 10 до 45% по производ. Само од овие 2 тендери, преку Министерството на Андоновски, околу 50.000 евра завршиле кај фирмата на сопругот на Клинчарова, која е државен секретар во истото министерство. Ете каде завршуваат парите на граѓаните, во семејните фирми на функционерите на ДПМН. Кога ќе дојде постапка на подписка и министерот, вие проверувате законитоста на постапката. Кога од комисијата кажуваат дека има еден пријавен на соодветната јавна набавка и дека ги исполнува сите услови, ваша задача е да ја подпишете јавната набавка. До подписот јас не знаев дека постои ваква фирма, но заради презимето истражив и бев ставен во една ситуација да доколку ја поништам постапката, го става Министерството на трошок да се спроведуваат против нас судски постапки кои што биле пракса во минатото и да плаќаме пенали затоа што фирмата, ќе повторам, ги исполнила сите законски услови и нема ниту една законска пречка зашто таква фирма не треба да учествува на јавна набавка. Се очекува со нов тендер да се реши проблемот со паркинг на Клиничкиот, како владата рече дека ќе ја послуша јавноста и нема да го склучи договорот со албанската ѓока, која е единствената која се јави на претходниот повик. Поради бурните реакции од јавноста, министерот Таравари вели дека може и да не биде подпишан договорот со компанијата, иако таа ги поминала сите филтри, освен одобрување од владата. Многу ми значи гласот на јавноста. И по тоа ќе видиме, ќе процениме како влада, па и како Министерство за здравство, дали да го тераме процесот или да се вратиме од почеток и уште еднаш да објавиме тендер за катни гаражи во клинички центар. Меѓутоа треба да го имаме во предвид и тоа, дека би требало тоа ќе трае уште една година. Во Лигата на шампионите вечерва се играат првите реванш дуели